Вертикалното производство од одгледување храна на вертикално навалени површини, наместо производството на зеленчук, овошје или друга храна на едно ниво, како на пример во полето или стаклена градина, при овој метод храната расте едно под друго. До 2050 година светската популација се очекува да порасне за уште 2 милиарди, а хранењето ќе биде голем предизвик. Поради индустрискиот развој и урбанизацијата секој ден губиме обработливо земјиште. Научниците велат дека земјата изгубила третина од обработливото земјиште во последните 40 години. Вертикалното производство е одгледување храна на вертикално навалени површини, наместо производство на зеленчук, овошје или друга храна на едно ниво, како на пример во полето или стаклена градина, при овој метод расте храната едно по друго. Претежно вертикалното производство потсетува на голема ограда, облакодер или сад за исправка, користејќи контролирана земјоделска технологија за животна средина. Ова модерна идеја користи техники за внатрешно земјоделство. Во многу погледи, вертикалното земјоделство е слично на оранжериите, каде металните рефлектори и вештачкото осветлување ја зголемуваат природната сончева светлина. Примарната цел на вертикалното култивирање е да се зголеми производството на земјоделските култури на затворен простор. Како функционира вертикалното производство? Главна цел на вертикалното производство е да се произведе повеќе храна на метар квадратен. Комбинацијата на природни и вештачки светла се користи за одржување на совршено ниво на светлина во просторијата. Технологиите како што се ротирачките кревети од отапани се користат за подобрување на ефективноста на осветлувањето. Наместо почва се користат аеропонси, аквопонси или хидропонични методи. Лушпите од кикирики или кокосови лушпи или слични материјали се многу чести во вертикалното производство. Најважниот дел е тоа да се користат различни карактеристики за одржливост за да ги надомести трошоците на енергија во земјоделството. Вертикалното земјоделство ветува многу и звучи како фарма на иднината. Како и да е, треба да се има предвид дека постојат спротивставени мислења пред да се побрза целосно да се примена до вертикално култивирање. Застапниците на одгледувањето велат дека тоа е уникатно, затоа што може да се обезбеди вкусно овошје и зеленчук без пестициди, што е повеќето вкусно од другите сорти. Дополнителниот вкус очигледно потекнува од можноста да се дадат специфични услови на овие култури, што потешко да се одгледуваат, што не може да се гарантира за традиционалните фарми. Другата предност на вертикалното одгледување на храна е незиниот продолжен рок на траење. Но секако има и критичари кои веруваат дека вертикалното земјоделство не е одговор на заштата на храна во светот. Некои од причините се производство кое е многу скапо, се смета дека е поголемо загадување кое се испушта, повисоки трошоци за работна сила, премногу се потпира на трговијата. Иако сад и првата земја што започна со оваа форма на производство, Јапонија се истакнува најмногу. Во земјата на изгре сонцето, тие може да се пофалат со 200 фабрики со вертикално култивирање, додека пак Кина има 80 фабрики. Од компаниите за вертикална храна, Eurofarms се издвојува најмногу. Компанија која има освоено бројни признанија за овој бизнис и ја користи патентираната заштада на енергија. А аеропонската технологија и носи ризици на минимум. Го користат и аеропонскиот систем, за да се обезбеди соодветна количина вода и хранливи материи, а температурата и влажноста постојано се прилагодуваат, така што секоја култура има совршени услови за растење.